Добродојдовте во нашата детска емисија која се вика Детско катче. Јас сум Мирна и со мене ќе ми се придружат Александра, Магделена, Матеја, Ружица и Лиле. Нашата тема денеска ќе биде Великден. И ние ќе го украсуваме детското катче со великденски украси. Сега ќе научиме нови англиски зборови поврзани со Великден. Великденско чоколадо на англиски е Easter chocolate. Боја на англиски е paint. Кокошка на англиски е chicken. Великден на англиски е Easter. Великденска кошница на англиски е Easter basket. Јајце на англиски е egg. Великденско зајче на англиски е Easter bunny. Сега, бидејќи е Великден, ќе ви прочитам две песнички. Великденска песна со шарени јајца врака и со весел дедо Симе. Кај брзаат Дени Марко? Каде одат? Што ли има? Насмевка на лице светна, каква тајна таа крие? Се радува пролет цветна, камбаните силно бијат. Да сме среќни, да сме здрави, даруваме желби разни. Цел свет денес нека слави, Великден е голем празник. Великден. Јајце шарено, шарено е варено, Великден е тука. Дури не заврши, јајце со јајце се крши. Едниот со победа се слади, другиот друго јајце од џебот вади. Ружице, знаеш ли еден расказ за Великден? Да, јас напишав. Може ли да ти го слушнеме? Може. Великден. Едно зајче видело едно јајце во една чинија.
Kad došlo jedno pile koje reče: "Mama go snesa ova jajce", izvika pileto: "Što zborovaš?" reče zajčeto. "E pa togož zašto ne napravime nešto sa toa jajce", reče zajčeto. A pileto povtorilo: "Mama go snesa ova jajce." A tije slušat kako neko ide, a toa je deteto. Deteto gi videlo kako se kara, a toa reče: "Ova ke go stavime v boja i ke se napravi šareno, a potom ke se kršime." A тоа е Великден. Зайчето и пилето се засрамија. Браво, многу беше убаво. Браво. Дечиња, дојдете. Заспале. Рожиците, молам, разбуди ги. Дојдете. Сакате ли да направиме работилница за Великден? Да! Епа, ајде тогаш! Зашто светот е днес повеќе небе и во среќа тој да грее, зарем меле Бог приде, горе за сите нас, во кој барем е спас, се молиме и пловиме во исто море на љубов и грев, а треба само да зрачи ангелски смех. Волош час, спомнете си секога за нас. Ова песна моја нека биде патен водич ваш на небото, каде безкрај таму ладе, за да детски сон на греха да славих Драги дечиња, во продолжение од нашата емисија ќе слушнеме и ќе дознаеме за обичаите и традицијата кои ги негуваме на Великден. Великден е големиот христијански празник кој го одбележува и слави Христовото воскресение. Празникот се одбележува на нешто поинаков начин и обично на различни датуми, кај православието и останалите христијански вери. Празникот на воскреснувањето на Господ Исус Христос се празнува секоја година во различно време и еден е од така наречените подвижни празници. За датумот на Великден се зема првата недела по полна месечина на ден на пролетната рамнодневница или веднаш по неа. Кај припадниците на православната вера Великден секоја година паѓа во период од 4 април до 8 мај. Главното обележување на Великден се вапцени јајца. Порано се боедисувале само црвени јајца, а се верува дека овој обичај потекнува од Марија Магдалена, која според Библијата однела во јајца обоени во црвена боја пред тогашниот римски цар Тиберий, кога се дознало дека Христос воскреснал. Иако Велики петок е најтажниот ден за сите христијани во светот, Великден веднаш по Божик се смета за најрадосен христијански празник. На ден Великден, Великденскиот понеделник и вторник, кои се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со Христос воскресе и се одговара со навистина воскресе. Христијаните се радуваат на великденските обичаи, а посебно децата. Во разни делови на земјата важат различни обичаи. Па така некој вапца јајце на Велики четврток, некој на Велики петок или пак Велика сабота. Некој ги вапцат јајците само во црвена боја или со кромит, а некој ги шараат во наразлични можни начини. Според обичајот, првото јајце се вапца со црвена боја и се смета за чувар на куќата. Тоа се чува се до следната година. Во некој краишта ланското јајце чувар на куќата се става кај стоката, додека во некој се затрупува во мравјалник. Според некои верувања, црвената боја ја означува божествената природа, додека сината ја означува човековата, затоа во некои краеви се вапцат во овие две бои.
Во текот на Велика сабота, домакинките главно подготвуваат храна за Великден, а за денот Великден се станува порано и се легнува навечер порано. Домакинката подготвува вода за миење на семејството во кое се става чуварот на куќата, дрен, босилек или дравец. Во многу места обичај е секој од домашните да присуствува на великденската литургија, а по враќањето дома да се омрсат прво со великденски јајца. Сите од семејството се кршат со шарени јајца и се води сметка за избор на јајцето, бидејќи во некои куќи се води сметка за победникот. Ако Великден се паѓа во време пред уште некој голем православен празник, Ѓурѓовден, тогаш во некои краишта за Великден не се јаде јагнешко месо. За Великден се меси погаче, кое се украсува со плетенки и во кое се прават длабнатини, во кои се ставаат великденски јајца. И овој обичај варира од место во место, понекаде се месат повеќе плетени погачи и потоа се разменуваат со пријателите. За децата во некои краишта се кријат колачи и јајца во домот и во дворот, а тие почнуваат да ги барат веднаш по великденскиот појадок. Во градските средини се украсува домот со разни нови украси како пластични јајца и разни декорации кои денес можат да се купат во специјални продавници. Во селските средини куќата се украсува пред се со цвеќе. Гласините за великденскиот зајак почнува уште од 13 век од регионот на денешна Германија. Таму секој пролет луѓето изразувале почит на божицата на плодноста Еостра и во нејзина чест организирале раскошни прослави. Легендата кажува дека нејзин символ била убава птица на нејзината десна рака, која еден ден неочекувано се претворила во зајак. Но бидејќи зајакот останал со душа на птица, тој продолжил да прави гнезда и да ги полни со шарени јајца. Некои ќе прашаат, зошто токму зајак? Многуми не знаат дека всушност зајакот е символ на плодноста, благосостојбата и просперитетот. Секоја пролет зајачињето го зголемуваат семејството, раѓајќи неколку мали зајачи, а периодот на размножување продолжува до септември. Затоа зајаците се претвориле во символ на новиот живот, исто како и пролетта. Подоцна, околу 18 век, германските емигранти ја пренесле приказната за великденскиот зајак во Пениславија. Подоцна, околу 18 век, германските емигранти ја пренесле приказната за великденскиот зајак во Пенсилванија, САД. Набрзо потоа на сите континенти се рашири легендата за дивиот зајак, кој снесува шарени јајца, кои ќе се запролети. Неколку часови пред Христовото воскресение, тој ги обиколува домовите на христијанските верници и ги става шарените јајца во претходно украсените и подготвени гнезда од децата. Со тек на време, ликот на великденскиот зајак се претворил во една од символите на Христовото воскресение. Akbar
Сега, јас и Магдалена се наоѓаме во големата група пеперутки клон 4. Тие имаат великденска работилница, но пред да видиме што изработуваат, да ги прашиме дали знаат некоја великденска песничка. Дали знаете некоја великденска песничка? Ајде да ја слушнеме. Великден е дојде, мама јајца твоје, велето се убави, другачиња мој. Црвени сино, секакви ги има. Мама дома прима. Сега овде зборувам со воспитувачката Венера Глигорова. По кој повод е оваа работилница? Работилницата е по повод најголемиот христијански празник Великден. Овде денес имаме работилница со родителите на група Пеперутки од клон 4. Такви работилници имаме повеќе во текот на годината. Тие се работилници поврзани со нашите активности, со нашата дневна работа. Оваа работилница сега што ја гледате е великденска. Се изработуваат разни украси, некои така изработки за Великден, бидејќи тој е најголем христијански празник. Колку време ви требаше да ја украсите училниците за овој христијански празник? Нашите училници се постојано украсени во согласно со темите што ги работиме.
Сега доаѓа Великден и затоа правиме се да биде во великденско руво. Се знае тоа јајца, зајачиња, пилиња и така. Не е многу потребно, тоа е секојдневно, а денес ова што ќе го изработат родителите, дополнително ќе ја украсиме нашата работилница и нашето надвор пано, за да биде уште поубаво за великденските празници. Сега сме во групата Звездички со воспитувачките Славица Андреева и Кевија Коцева. Каква работилница вие имате денес? Денес се собравме во нашата занимална по повод престојните великденски празници со цел на децата да им дадеме, значи да ги запознаеме со традиционалните обичаи, со традиционалните верувања, децата, и покрај тоа децата да ја развијат нивната креативност. Тие се заедно со своите родители изработуваат разни изработки по повод великденските празници, како кошници за јајца, разни зајачиња, имаме корпички и други изработки кои вие можете да ги видите, да ги снимате. Сите се ангажирани. Кај нив уште од мали нозе сакаме да ја потикнеме да се развие креативноста, како што реков пред малку, а исто така и соработката со родителите ни значи многу, бидејќи без соработка родители и воспитувачи нема да постигнеме ништо. Секој ден на сонцето му се смее, за друга ско радост и љубов пее. Секој ден на сонцето му се смее, за друга ско радост и љубов пее. Секој ден на сонцето му се смее и само мислиме ново што да смислиме.
подготвихме великденски базар. Айде да погледнем. Зграда има куќен ред, тишина да биде се до 5. Чичко ми те тогаш баш најсладко спие, а пак на нас крвта најмногу ми врие. Лавковци и деца од мојата зграда, махери сме сите само за галама, за безгрижна дружба и за игра права. Секој од нас душа безкрајно си дава. Сакаме да играме игри со топка, малку ластик или криенка. Прекрасни игри запишани од баба, што ги играле тато и мама. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Од првиот спрат па се до 5, баш е кул да си ти на ролерки. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Дајте ролерки и тротинети, знајте, ние децата сме свети. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Од првиот спрат па се до 5, баш е кул да си ти на ролерки. Целта на оваа манифестација, која традиционално нашето училиште ја одржува секоја година, е запознавање и негување на традицијата по повод големиот христијански празник Великден. Вклучени во оваа активност се нашите ученици од 1 до 5 оделение, нивните наставници и нормално голема поддршка од нивните родители. Инаку овој великденски базар е со хуманитарен акцент, така да дел од собраните средства одат за учениците, нашите ученици од социјално ранливите категории, а дел од средствата за набавка на нагледни средства се со цел подобрување на воспитно-образовниот процес. Мене ми е огромна чест и задоволство што секогаш родителите стојат на располагање и максимално се вклучуваат, дават поддршка на секоја реализација на секоја наша активност. Зграда има куќен ред, тишина да биде се до 5. Чичко ми те тогаш баш најсладко спие, а пак на нас крвта најмногу ни врие. Лавковци и деца од мојата зграда, махери сме сите само за галама, за безгрижна дружба и за игра права. Секој од нас душа безкрајно си дава. Сакаме да играме игри со топка, малку ластик или криенка. Прекрасни игри запишани од баба, што ги играле тато и мама. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Од првиот спрат па се до 5, баш е кул да си ти на ролерки. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Дајте ролерки и тротинети, знајте, ние децата сме свети. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Од првиот спрат па се до 5, баш е кул да си ти на ролерки. Телефон, лаптоп и таблети, не ни требаат, тоа ни штети. Дајте ролерки и тротинети, знајте, ние децата сме свети. Сега ние сите ќе продолжиме да ги боядисуваме јајцата и сакаме да ви од се срце сакаме да ви посакаме среќен Великден. Довидување до следното видување.